ти си преживел маларија од друга страна во Африка. Да. И таму што е исто така паразитарно заболување. Да, мада сите другари ми кажа, и вика, пази Александар Македонски умрлата. Ние македонците сме осетливи. Склони сме на маларија, пази што преш. Да има едукација и сенсибилизација на оваа тема и на слични теми најверојатно, каде што стварно немаме поима дека сме биле подраче кое што е подложно на ехинокок, например, веца тоа ние го дознаваме. Кога ќе експлодира, односно кога ќе пукне таа ехинококова циста и ќе предизвика анафилактички шок кој што е моментална смрт. Една од работите што многу ме иритираше тој период кога беше ехинококов и лекувањето присутно, сите прво тоа ме прашуваа, а чувате дома куче? Да, јас чувам дома куче, меѓутоа кучето го земав многу подоцна, пред да го земам кучето, беа погрешно диагностицираните симплекс цисти. Драгата гостинка Деспина Стојановска, име и презиме. Психолог, системски семеен терапевт и тренер по системска и семејна терапија. Едно од најстручните лица на оваа тема, за жал, можам да кажам, за жал, станата најстручна. Поради лично искуство, така. За жал, баш за жал. Да. И ни беше нас чудно, мислам, мене ме беше чудно, тебе не те беше чудно, зашто ти ми раскажеш, мене ме беше чудно дека од внатрешни паразити, мислам дека е реален ризикот, дека е вистински, дека постои, дека стварно, мислам, нема едукација, нема, иако сум у тој свет, да кажам, не сум воопшто сенсибилизиран на таа тема. Јас спомнавме искуството со Африка, каде што стварно многу се инсистира на таа тема. Тука во Македонија како да не постои, буквално како да нема такво нешто. Дури ја те прашав минатиот пат кога зборевме, ама дали тоа од книга се учело или као се дешава? Или стварно постои случај. А денеска јас и ти дознавме преку Деспина дека сме ехинококово подрачје. Да. Не само што ги има тие случаи кај нас, туку сме зафатено подрачје. И тоа сериозно. И убаво е да слушнеме, да не едуцира нас Деспина заради тоа што за жал, заради тоа што го поминала, колку е тешко никој да ти помогне кога ќе се најдеш во таква ситуација. Тука кај нас. И колку е сериозно тоа заболување. Тоа е животно загрозувачка состојба. Буквално, точно. Ехинококот како внатрешен паразит е темпирана бомба. Прашање на време и на прилика кога ќе експлодира, односно кога ќе пукне таа ехинококова циста и ќе предизвика анафилактички шок кој што е моментална смрт. Така. Во исклучително ретки случаи луѓето имаат прилика да стигнат до болница, но и тогаш е прашање дали ќе може да преживеат. И дали ќе откријат што точно им се случува за да им помогнат на било кој начин ако може да им се помогне во тој случај. Тоа е друго прашање. Ку знае колку луѓе си заминале од овој свет без да знаат дека можеби ехинококот бил причина, меѓутоа многу е тешко за откривање. Многу е тешко за откривање. Диагностиката е исклучително тешка. Првенствено нема симптоми, тоа ни кажа. Да, затоа што нема симптоми. Меѓутоа и лекарите кај нас некако немаат пракса да тоа го проверуваат. И дури навистина, мислам, прави такви промени, толку е сериозна состојбата со паразитов, а ништо нема ниту преку крвни анализи, уринокултура, надворешни симптоми, телесна температура, притиск, ништо никаде не покажува симптоми, едноставно си го имаме, си го носиме и треба со голема среќа да се открие. Да. Како се случи да откриеш ти твојата состојба? Исто така продискутиравме сосема случајно, најслучајно. Да. Случајно, сосема случајно, правев некои испитувања, некои прегледи поради некоја друга состојба, правев рентген на бели дробови и правев ехо на абдомен и видоа дека имам цисти на црниот дроб. Од тука интернистот, докторката ме прати да направиме компјутерска томографија на црниот дроб. И да, видовме дека има цисти и докторите ме убедуваат дека се тоа симплекс цисти. Најверојатно сум се родила со истите, тие си растат, не пречат ништо. Се сеќавам и на зборовите, оди слободно на одмор и заборави дека си ги имала, ништо, ова не е страшно. Меѓутоа, знаете кога нешто од внатре вака ве копка, ве подсетува дека можеби нешто не е во ред. Не е тоа. Среќа што бев дисциплинирана. Одев на секој 6 месеци на ехо
по собствена иницијатива, инаку сите ми викаат џабе, не се малтретирај, не оди, заборави на тие цисти. 3 цисти беа во прашање. И Имаше прогресија за Веќе- време на наблюдувањето или немаше споредно? Некоја минимална. Минимално. Да. Минимално зголемување кое што дури докторката веќе на следниот преглед, на последниот се извинувам преглед на ехо, кога ја вида таа голема промена, значителна, рече станува подхитно и оди да направиш пак компјутерска томографија, да видиме ова конечно што е. Викам, а зашто нешто се сомневате? Веројатно жената и не сакаше да ме исплаши. Рече, се сумневам на неколку работи, а можеби и овие симплекс цисти као почнуваат да се распаѓаат. Веројатно тоа беше изговор, нели, за да... Но најинтересно е што и таа компјутерска томографија не беше јасна, не беше чиста слика на ехинококови цисти. Иако навистина повеќе доктори ја гледаа, никој не ми кажа дека се сумнева на ехинокок. Јас почнав многу да читам, многу да истражувам и почнав сама да прашувам дали именно што е тоа што може да го нападне црниот ропот од згора како цисти, нели читајќи, ќе дојдам и до ехинококот. И после тоа еден постар абдоминален хирург, кога ги вида резултатите, го вида CD-то од прва човеков, веројатно со тоа долгогодишно искуство веќе и знаеше. Вика, вау, што е ова? Чива е оваа снимка? Викам, моја. Беше понеделник, во среда ми закаже операција. Значи, под итно на операција, ова се ехинококови цисти. Викна уште еден доктор рентгенолог, кој што исто така ја погледна снимката и рече нема тука што да се чека, не смее да се чека. Дури ме ставија пред карциномите на операција, затоа што е, како што кажав, нели темпирана бомба. И беше време на ковид, беше тоа многу така тежок, еден стресен момент, дека клиниките примаа после многу тестирања, само итни случаи и сето тоа некако го поминавме јас и моето семејство, морам да кажам, затоа што во ваква една состојба семејството може да биде голема поддршка. Јас сама не можам да се справам со сето тоа. И нешто што вака си уште ми стои во сеќавање, иако само 3 години се поминати од тогаш, пред да одам на операција, буквално се поздравив со децата и со сопругот и со родителите, затоа што и самата операција е исто така многу критична. Мојата траеше 5,5 часа. Меѓутоа, ако се разлее цистата и на самата операција, ако не се вшмука со одветно течноста која што е внатре во цистата, исто така може да настане смрт. И беше многу критично. Имено и само докторов се нафати да ме оперира, други не сакаа да оперираат. А дали потоа се врати кај првите доктори, да кажеме, примарните доктори, да им соопштиш дека си добила таква диагноза? Дел од нив да, кај дел од нив да, кажав. Не кажав со никакво обвинување, туку кажав најдобро намерно дека Да и се да се едуцираат. појавило, да. Меѓутоа, кај никој не стигнав да отидам, иако планирав и сакав, затоа што лечењето после самата операција беше исто така за мене многу исцрпувачко. Антипаразитската терапија која што ја примав беше тешко, јас барем тешко ја поднесов таа терапија и пев на вистина посветена повеќе на себе, повеќе на мојата рехабилитација. Ама ева затоа има подкасти. Така точно. Може би ке допре да ни ке чујат нешто. Убаво би било за да може да им помогнат на следните пациенти, затоа што сигурно ќе ги има. Пошто спомнавме, кај нас најголем број од случаите не се оние добиени преку домашните миленици. Има, меѓутоа многу поретки, повеќе се преку храна. Не доволно Поретки затоа што, како што кажавме, повеќето луѓе Да. ги третираат своите домашни милини. барем тука ветеринарите успеале некако тоа да го наметнат колку е важно, нели? И баш и тоа стално се спомнува, нели, кучешка тенија, заштита глисти обавезно, особено деца, ако имате мора да внимавате на 1 месец, 3, 6, добро, 6 не, 1, 3, зависи колку е возрастно миленичето. Меѓутоа ние имаме проблем што кај нас повеќето случаи не се од домашните миленици, туку се недоволно обработена термички или механички обработена храна. Значи, Едно од извини, само да кажам, тоа е еден цел синџир.
каде што треба да се едуцираат луѓето. Не се само докторите, туку почнуваме, спомнавме угостителски објекти, па можеби и земјоделците, цел синџир. Да, од почеток до крај. Една од работите што многу ме иритираше тој период кога нели беше ехинококов и лекувањето присутно, сите прво тоа ме прашуваа: а чувате дома куче? Да, јас чувам дома куче, меѓутоа кучето го земав многу подоцна, пред да го земам кучето беа погрешно дијагностицираните симплекс цисти и кучето е прочистено уште од како го земавме, тоа е редовна хигиена, би рекла, што одржуваме со самото куче. Така што не гледам никаква опасност кај него. Многу беше смешно што после мојата операција отидов кај ветеринарот кој што е ветеринар или на кучево и таква преплашена цел и му викам: дали мислите дека можам јас на кучево да му принесам ехинокок? И човеков ме гледа. Вика: па не, нели ти го изваде твојот ехинокок? Па да, ма веќе во ништо не сум сигурна. И вика: не, треба цела да ти инкапсулира за да го прими ехинококот. Без грижа не може, мислам, малку и да се насмеја. Така. Но сепак и грижата за Миланичева беше тогаш актуелна, иако имаше еден период кога бев многу внимателна со кучето. Нели се работеше за живот, за здравје. Откако јас ја направив операцијата, направив преглед и на моите деца дома. Супругот сам мислам отиде да направи преглед, така што сакав сите да бидеме безбедни, само кај мене имаше ехинокок. Од храна, дефинитивно е од храна. Јас на друга ситуација не можам да се сетам. Меѓутоа, марула салата, особено марула, затоа што е тешка за миење. По ресторани, по кафани, тоа оди на брзина, нели? Мимоза. Да, сега актуелно. Сега актуелна мимоза, зелка салата, тие руколи, понатаму дукче, кромиче, младо со оние зелени перца и уствари што се случува? Растат ниско овие. Да, растат на земја. Од земја, блиско до земјата. И кога куче кое што е заразено со ехинокок ќе изврши нужда врз зеленивен или земјоделски култури, ехинококот останува и потоа ние преку исхрана го внесуваме и тој се вгнездува. Прво патеката му е во црниот дроб, нели црниот дроб како прочистувач, тука го задржува паразитот, меѓутоа ехинококот знае да биде многу безобразен па да отиде и нагоре во белите дробови и потоа во мозок. И во мозокот, точно. Таа е патеката, таа е неговата траекторија. Кај мене среќа беше само на црниот дроб задржан, белите дробови ги прегледував, магнат на мозок не правев, затоа што ме советуваа дека чим белите дробови се чисти, не ја изодел таа патека. Но дефинитивно е од храна. И дома киснем и јас, предходно девојка кога сум била мајка ми тоа го правела, или во сода ги киснеме салата, во бел оцет, па 4 пати или 4 води да се измива. И сето тоа сме го правеле, ќе отидеме во некое кафанче, ќе седнеме да ручаме. И Баш така, толку. Свесноста е многу мала кај луѓето за оваа опасност, би рекла. Дали имаш представа колку долго ги носеше цистите? Дали некој го процени тоа пред тебе прво да се видат него? Не, искра за жал тоа никој не можеше да го процени. Јас сум сигурна 3 години дека ги носев, затоа што беа поминати 3 години од како симплекс цисти ги, мислам тие цисти. Јас не сум имала никогаш симплекс цисти. Така што 3 години сигурно, а за предходно не знам, не можам да знам. Значи сигурно не е повеќе од 7 години. Затоа што па пред 7 години пред операцијата имав други некои испитувања и тогаш сигурно немаше ништо. Од прилика не знам, некои 5-6 години дали сум ги носела. Да напоменаме дека доколку се утврдило при првиот преглед за какви цисти се работи, целата ситуација ќе била поедноставна. Значи цистите растат со текот на времето. Би биле помали, можеби нема толку да бидат бројни, бидејќи кажа 3 биле видливи големи цисти, меѓутоа имало уште многу на црниот дроб. Уште многу помали цисти. При самата операција, веќе тоа и на оние постоперативни анализи се покажа, не макробиологија, дека се 3 цисти од по 15 сантиметри и 10 помали, 10
керки цисти кои што понатаму нели како гроздови ќе се размножуваат. Сега ако се утврдало порано, најверојатно лапароскопски ќе ја прават операцијата, за да може нели низ тоа каналче, низ тоа дупче да излезат тие цисти. И не е ни важно самата операција како операција, важно дека немаше толку време да бидам под таков ризик без да знам. Не. Значи едно сопнување и паѓање, една физичка повреда може да значи пукање на цистата и моментална смрт. И после ќе се чудат од што умре човеков, немаат никаква појма уствари. Да, баш ќе биде буквално нели оноа старинското падна и умре буквално. Да, буквално, за жал. А по силата слушаме такви приказни. Да. Не знаеме, не знам дали отпосле дали аутопсија судска медицина, аутопсија дали некој проверува што е настаната смртта, не знам, ама е прилично опасна состојба. Што ти кажуваше дека тие биле прилично големи, 15 см диаметар, дека притискаат на внатрешни органи. Цело едно бебе, со тоа што како ми објаснуваше докторот после операција кога се разбудив од интензивна нега и дојде да ми објасни дека било исклучително тешка интервенција. Меѓутоа ме охрабри со зборовите сега си здрава, продолжуваш понатаму како ништо да не било. Се е исчистено, се е на место. Каде нашле шуплина, таму се, како да речам, се формирале цистите, таму се протнале и ги изместиле внатрешните органи. Например, диафрагмата беше била поприлично подигната затоа што морале тие да го најдат своето место. Многу е со ехинококот многу лоша работата затоа што никакви симптоми не дава. Ништо. Тоа може само доктор да го, не знам, да се посомнева поради било што и да направи преглед, а ние немаме таква дисциплина да, не знам, еднаш на 2 години да речеме, да се направиме скен на телото преку ехо, тоа нема никаква штита, никакво зрачење, чисто да видиме до кај сме. Ништо од симптоми. Точно, немаме дисциплина, ама немаме и кој да не дисциплинира или едуцира за тоа. И тоа е исто многу голем проблем, го спомнавме. Еве овие емисии. Овие емисии, пак ќе кажам, убаво е да стигнате барем овие емисии кога зборуваме за сериозни теми. Ние секогаш дискутираме за теми што се интересни, кажуваме нели некои работи кои би биле од помош на сите што не гледаат, ама ова е навистина сериозно. Јас тргнувам од себе и велам дека нас не едуцирале на факултет како ветеринари, меѓутоа можеби повеќе време треба да се посвети на тоа затоа што имаме сериозен случај. Еве јас прв пат денеска слушнав дека ние се водиме како подрачје. Од странски доктори нас не сметаат како ехинококово подрачје. Да, тоа беше пред операција затоа што не бев сигурна каде да ја правам операцијата, нели ми алармираа дека е критична и тешка операција. И нормално баравме начин каде најдобро да се направи операцијата и добив податок дека најдобро да си останам во Македонија да се оперирам. Размислував нели и за Бугарија, за Турција, размислував за Виена и така натаму. Но ми рекоа, остани си таму, вие сте ехинококово подрачје, вашите хирурзи имаат искуство со ова. И онака некако се збунев, затоа што беше ковид, беше тоа па уште покомплицирано. Така. И некако и добро што останам, стварно беа. Да, супер се завршило. Но од друга страна па на дел од тие доктори им требале повеќе од 3 години, зборам 3 години не можеле да проценат за што се работи. Тука немам што да искоментирам. Откако веќе ги диагностицираа дека се ехинококови цисти, постоперативно или тоа беше и црно на бело потврдено. Тогаш веќе на сите им стана јасно дека самата форма, облик, па и самата мембрана на цистата е сосема различна кај ехинококови и кај симплекс цисти. Не знам дали не се сетија луѓето. Стварно тоа не ми е јасно и знаете, тоа остава уствари едно чувство на недоверба во здравството, а не би требало да е така. Апсолутно. Јас и крвните анализи кога ги правев, во една приватна установа параметрите беа покачени за ехинокок. Крвната слика што ја правев, крвните анализи за ехинокок, што ги правев на микробиологија на клиника, беа мирни. Резултатите беа мирни. И баш се чудевме. И тоа беше, ако во понеделник веќе дознавме за ехинококот, тоа беше веќе
вторникот со овие резултати и дури ме фати паника, викам, ако конечно диагностицираа дека е ехинокок, ако не е ехинокок поради крвнава анализа, што е тогаш? Да. Зашто тоа е уште еден дополнителен шок. Да. Меѓутоа, не знам што да кажам, треба, тоа е другата страна, нели, за која што можеме уште 3 емисии веројатно да снимиме, тоа е здравството и како се поставува врз. А како еден психолог се анализира сам себе и се контролира и поминува низ вакви многу критични моменти во животот, ја кажа, пример да се поздравиш со децата, тоа е нешто веќе што е сам многу јако, многу мокно, мислам, и свесно и подсвесно. Сега како професионалец, дали тоа ти помогна, дали некоја дути ти додава во такви моменти што се стварно не знам секој како би се носил со таков момент? Или мислиш дека сепак сигурно дека професијата си има тука удел, дека помага некаде или со оние техники, начини на разговор, како да се внимава, како да се пренесе на децата, како да се каже сето тоа, иако морам да кажам дека ги заштитив децата, ми беа во фокусот да не поминуваат низ оно низ кое што јас и сопругот поминувавме, и моите родители, се разбира. Како се анализирам и како психолог, па и ми психолози имамо душу. Никогаш и нас не е преку глава од се и ни треба одмор. Знам дека бев под многу силен стрес. Може би рекла, сите се плашеа тогаш од ковид и некако стравовите околу здравје беа насочени кон ковид, меѓутоа мене ковидот добро ми дојде, затоа што се стабилизирав малку, се посветив на себе, се вложував време во себе, правев активности кои што ме прават среќна, кои што ме релаксираат пред се. И почнав поактивно да си го слушам телото. Сега ова за некој ќе звучи може би чудно, меѓутоа сигналите кои што телото ми ги праќа ми станаа многу позначајни. Јас и претходно и вежбите кои што ги правам некогаш со клиентите, а тоа е како го слушаме нашето тело и што ни кажува нашето тело, какви потреби има во моментот, ете некогаш сум ги правила, но некако површно. Али ова Илија, баш беше момент кога застанав и се реков што сега телото мене сака да ми каже. И еве во психолошка смисла можам да ги поврзам работите, бидејќи ми страдаше црниот дроб, односно црниот дроб ме спаси. Тој целата енергија тука ја имаше нели насочено за да ги задржи тие паразити да не отидат понатаму, задржувајќи ги тие пораснале уствари толкави, но не ми направил белја поголема. Одлучив да бидам повнимателна со тоа што му давам на моето тело, какви содржини внесувам во моето тело. И тука веќе морам да кажам дека направив селекција и на работа. Да речеме кога има многу силна емоционално тешка содржина на која што работам. Не знам дали е тоа загуба или некакви потешкоти со дете. И дури несвесно се фаќам себе си како вака ги држам рацете на стомак, како да ми треба дополнителна заштита од оно што како содржина може да влезе. Но се разбира и исхраната. Ако претходно сум била гурман и сум сакала од се да пробам и да експериментирам во исхраната, овој пат баш онака се прашувам што е тоа што му е потребно на телото, со што да го нахранам, за да можам да очекувам да ми врати со здравје. Со добар имунитет, со сила и со здравје. Инаку многу психолошки кризи се поминуваат низ вакви премрежија, би рекла, во животот. Кога се разбудив после операција, тоа беше силна мисла, вау, го преживеав ова. Сега ќе биде поразлично, сега ќе биде полесно и така натаму. Меѓутоа на вистина многу големо премрежје и ме научи на некои нови нови моменти. Инаку мојата поголема кирка е втора година во Корчагин учи и по биологија, кога учеа за животни, за паразити, ме праша дали мама ова искра сега се враќам на овој момент како се едуцираме. Мама, дали ти нешто би сакала за ехинокок да спомнеш? Па снимавме дома видео, кое што таа требаше да го презентира на незина генерација на втора година во Корчагин. И реков, ова е
еден од начините како да допре сериозноста на оваа ситуација кај младите за да се заштитат. И некои основни работи зборувавме за ехинококот и за тоа како да се заштитат, за да не дојдат до вакви премножи. Да. А дали беше спомнато во нивните учебници? Било каде? Да, како кучешка тинија, сега дали беше спомнато, не знам, ама тие на час го спомна. Баш во Така. учебникот нема држи за збор, не можам да бидам сигурна, но на час го спомнале дали професорката или не знам кој друг. Така што ета за тоа се усеќам корисна дека барем незиниот клас и останатите класови од втора година слушнаа за ваквата опасност. И нашите 15 луѓе што не гледаат. И да, и Верни. нашите Луѓе се. нашите луѓе. И тие се доволно, од некаде се тргна. 15 ќе кажат барем на уште некој ќе спомнат од некаде мора да се Да, тргне. не, ова Секогаш е сам тема и живото сведоштво што загрозувачка е ситуација. И спомнавме баш еве ти спомна дека ти си преживел маларија од друга страна во Африка. Да. И таму Што е исто така паразитарно заболување. Да, и што е на пример подрачје кое што е склоно кон тоа заболување, меѓутоа сенсибилитетот е милион пати поголем. Тоа што Така. кажав, ние бевме во кино, мене ми студи, и викам ми студи дечки, века ужива имаш маларија, иди утре на доктор. Викам како може та, значи првата помисла е таа, а кај нас не е ни последната да кажам, Точно. и тоа од стручни лица. Ова е буквално од другари што биле со мене. Само да кажам дека стварно многу е битно да има едукација и сенсибилизација на оваа тема и на слични теми најверојатно, каде што стварно немаме поема дека сме биле подрачје кое што е подложно на ехинокок, на пример, веца тоа ние го дознаваме. Таму на пример за маларија после тоа си има терапија, таа е позната, значи си ги има параметрите, знаат точно што да проверат, што да видат, мислам релативно лесно да кажам. Мада сите другари ми кажа, и вика, пази Александар Македонски умрелата, ние македонците сме осетливи, Склони сме. склони сме на маларија, пази што правиш. Да, а иначе по мое знаење, тоа може да се провери, да не биде па и фейк ньюс да ставиме тука банерче, ама како што знам дека и во Скопје и Струмица дека имало маларија пред некои си 50 на 60-70 години, што не е толку далеко, посебно во Скопскиот регион со мочуриштето што е исушено, не знам како се каже, кај Петровец, мислам дека е кај аеродромот тука, кај што го. Дека има и дека затоа и ние ден денес као имаме фобија од комарци, посебно нашиот регион сме така по настроени негативно. ништо не правиме? Да, кон Стандардно, комарците, да. а реално еве со глобално затоплување, Да. со тие тропски болести што одат нагоре и натаму. Точно. Така да постои голем ризик и да ни се вратат тука маларијата, мислам секако тоа мигрира. И ова е исто интересно што го кажуваш дека таму луѓето веќе научени нели се соочуваат со маларија веројатно секојдневно, аха имаш температура, не си кери имаш маларија. Значи кај нас овде имаш температура 500 прегледи кај направиш и никој не да знае маларија да провери. Овде најчесто Така имаш што- температура, антибиотик не е антибиотик. А може да се работи за паразит, може да се работи за било што, за вирус, како и да е. Јас се почесто слушам паразитарни заболувања кај нас и од надворешни паразити, и од внатрешни паразити, значи зборим и од крлежи. Истото сега баш, еве има еден случај, потенцијален за лајмска болест, не може да му помогнат. Нема реагенси, Да. нема Да, доктор, да. се нешто фали. Значи тоа е уште едно заболување кое што го пренесуваат крлежите, се работи за бактерија, меѓутоа преку паразит, преку крлежот се добива. Многу е битно да се реагира. преку кумарот мислам дека се пренесува, ако не се лажам. Тоа е лешманиоза, ако мислиш, лешманиоза, ама да. тоа е кај песочни мушички слични на комарците се тие. Сум ги измешала, да. Инаку да, дефинитивно да, и тоа е застапено кај нас. Има реагенции. Точно. Да. Точно. А се повеќе ќе биде застапена, затоа што доколку и се шири кај популацијата на кучиња, значи дека ќе се шири со тек на време и кај хуманата популација. И повторно еден демант имаше скоро емисија со професионалци на таа тема, каде што се дискутираше на широко и големо. Јас не се осеќам како професионалец, меѓутоа треба да се посвети внимание. Не велам дека треба кучињата да се тргнат или што е да е. Меѓутоа треба да се посвети внимание. Некој
да се едуцира вистински на таа тема и да ги едуцира луѓето околу него, да бидеме внимателни. Затоа што и да ги немаме сега тие болести, со овие климатски промени ќе ги имаме. Немавме западно-нилска треска, сега имаме. Да, Имаме да, да. Конго треска. Значи имаме милион мутираат. паразитарни Да. трески. Имаме ехинококози, имаме други болести предизвикани од внатрешни паразити. Токсоплазмоза. Значи колку бремени жени имаат проблем со тоа заболување, па дали Да. го открива некој кај Да, да. нас. Татјана во Франција кога беше бременна, мислам со двете бебиња, беше строго забрането да се јаде се што е свежо, се што е зелено, значи тој беше строго забрането. Да. Од доктори, мислам тоа се сеќавам. И баш токсоплазмозата беше на врвка за Франција, мислам збориме, што Така, токсоплазмозата најчесто се пренесува преку недоволно термички обработено месо или преку мачките, преку изметот на мачките. И сега обично, не знам дали им спомнуваат или не на бремените жени, дека доколку чуваат маче како миленик и се бремени, не треба да го чистат изметот тоалетот на мачката, Тоа да. некој друг Тоа да го прави тоа тоа. да. Чисто како превентива, иако домашните мачиња имаат 0,0001% шанси да се заболат, и тоа шансите постојат, нели? Пак викам да бидеме внимателни и предпазливи. Се е тоа доволно и некаде во позадина да постои, нели, тој сомнеш барем. Зошто, нели, при било каков случај одредени симптоми секогаш да се мисли дека е, не знам, некој вирус рандом или некаква нешто скроз типично, кога ние реално стануваме подрачје каде што се повеќе паразитарни заболувања ќе имаме. Да, не сме подготвени на тоа. Не сме, воопшто не Јас, сме подготвени. После мојот ехинокок, и тоа се препорачува во цела светска литература за ваков тип на состојби на болести, да се направи преглед на целото семејство, затоа што нели се под голем ризик, бидејќи најчесто исто јадеме. Да. И ми се чудеаме на тука, зошто да ги проверуваш децата? Затоа што сакам. Да. Затоа што мислам дека треба да ги проверам, Многу е бидејќи логично дека сите јаделе од истото, мислам. Да. Голем е ризикот реално. Но веројатно јас некаде надвор нешто сум каснала и тоа е тоа. Да, Затоа што не, тие јасно, беа да. чисти. После ехинококот беше интересно и ова што кажува Илија за терапијата за маларија, антипаразитскава терапија со албендазол е исто во 3 циклуси терапија што се пие за да не останала некоја ларва. Ова не го спомнавме, ми се чини. Не. Не го спомнам. Тоа е терапија која што е многу значајна, многу важна, нели, за да ги уништи оние остатоци, ларви, ако нешто некаде, бидејќи со операција се отстрануваат, но ако некоја остане, тоа ќе ја развие повторно. И затоа велиме ехинококот дека има рецидиви, дека се повторува болеста, уствари не е дека ние повторно ќе го внесеме, него не е доволно исчистено. Да. Инаку ние, и тоа го читав во некоја студија, дека годишно од 4 до 5 пати внесуваме ехинокок, само што поминува низ Да, телото. успева телото да го Да, отстрани. телото се изборува, дали при намален имунитет, да, ова го читав во една студија, странска студија беше, само што нема точни податоци, статистики. При намален имунитет или при некои заболувања, можеби на црниот дроб, он останува и почнува да се размножува во организмот. Сега овие терапија во албендазол што се пиеше во 3 циклуси е исклучително тешка терапија. Мислам дека ги уништува паразитите, ама и целиот баланс и добрата состојба ја уништува. Тогаш има опаѓање на кусата. Тоа ми беше во психолошка смисла потежок, да речем, период, затоа што веќе тука дојде стравот, нели, што можеше да биде и низ што се всушност помина. Но и самата терапија, една омалаксаност, постојана диареја, она снопчиња коса кога ќе видев дека паѓаат, исто така погодува, нели, тежок момент е. Ама па беше веднаш после операцијата се почнува или има период малце на одма? Веднаш после, дури во некои ситуации се препорачува, мене тоа докторот не ми го препорача, не знам зошто, пред операција да се почне со албендазол, за да биде телото заштитено и при самата операција. Меѓутоа, тој беше сигурен дека ќе ги отстрани целите капсули со ехинококи, така што не ми посочи за тоа. Сакав да се надоврзам дека
како превентивна мерка се дава албендазол на целото семејство и тоа се препорачува, но јас тешко го поднесував лекот и реков ајде да не ги ставам и децава на ваква мака, ќе ги следам редовно. Ќе видам дали ќе се појави од некаде ехинокок, ама 3 години се добри, да се здрави живи, мислам дека. Да се здрави и живи. Да. А дали лесно достапен беше лекот? Да, тогаш уствари да, го купив од Зегин. Од Значи аптека, го беше на достапен рецепт. како и да. Да, на рецепта, не ми го даваа без рецепта, се води во некоја група на цитостатски лекови. Меѓутоа настана друг проблем. Тогаш, јас кога ја правев операцијата, тогаш беше оној ек на вакцинирање од ковид, задолжителна вакцинација. 3 пати одев во Борис Трајковски, чекав редици за да се вакцинирам, затоа што сите ми викаа дека мора да се вакцинираш, а тогаш примав албендазол. И таму 3 пати ме враќаа докторките кои што беа нели пред да ја примиме вакцината ковид и не се вакцинирав за ковид. Мислам, останав така, пошто не смеев да се вакцинирам затоа што 3 пати ми објаснува и повторно е тука тоа докторсково, врати се оди. И на крај докторката ми рече, молам, заборави. Значи, подобро изолирај се од луѓе, не оди по Сити мол, по шопинг центри, остани дома. Така. И Изгет мол и други Да, мол. Даймонд мол, Чевахи Да мол. не биде сега дека Сити мол да не. Добро, тогаш не беше Изгет. Да, имаш. Рамстор, не знам. ГТЦ, добро, ГТЦ е отворено ствари, имам од сопровод. Затоа што всушност ефектот од вакцината немаше да го имам, затоа што примам антипаразитска терапија. И можело само да на нус појава од вакцината да остане. Аха. И бев заштитена со лекот, ама нели немам сертификат за вакцина. Така што тој албендазол е тешка терапија, ама па среќа што постои. Сега мислам дека ја нема. Можеби. Мислам дека ја нема. Знам дека често се случува да има недостиг од албендазол. На алкалоидите мислам дека лекот или како да, на алкалоидите да, меѓутоа ет го нема, често го нема. Мене ми се случило случајно во аптека за друго да влезам да го бараат албендазолот и да го нема. И тоа неколку пати. Затоа беше прашав дали беше лесно достапен во тој период. Јас немав проблем со лекот, мислам го од рандом аптека го набавував. Така. Сега за едно детенце кое што имало ехинокок на бели дробови, па ме прашуваа што терапија сум примала, кажав албендазол и разбрав дека го нема, дека не може да го најдете. Сега каде е, кои се причините, стварно не знам. Исто тука во Скопје е случајот. Значи еве имаме и деца буквално заболени. Да, има. Јас откако дознав за мојот случај, мислам откако се оперирав и заврши, да речеме таа голгота, и вака кога ќе споделам со луѓе, слушам дека многу има кои што поминале низ ова. И тоа по неколку пати, по неколку операции правеле луѓе за... Дури има една жена, таа не е од Скопје, со која што случајно паднавме на муавет, ехинокок во мозок, кој што не е инкапсулиран, значи не е во цисти, туку е распрснат. Нема можност за оперативен зафат, туку таа е постојано на антипаразитска терапија, на прочистување и така ја одржува состојбата со години и години. Меѓутоа, па бидејќи е во черепот натрен, има помала опасност нели од физичка повреда или од притисок некој за да пукнат тие цисти. Често јас барам колку што знам, често доколку стигне до мозокот и се работи за циста која што расте, тогаш веќе почнува да дава симптоми, нели? Епилептични напади може да се јават, воспаление и такви работи, тогаш веќе малце полесно откриваат. Мора да откријат, нели? Ќе видат дека е некаква циста, претпоставувам дека е полесно, меѓутоа мора да се устрани како и да е. Сега нели секоја операција е ризик. На било кој орган, особено на мозокот. Кој знае колку случаи такви имаме кај нас, нели со некои еве сега баш некое прашање ми се врти во глава, дали постои шанси некои такви невролошки симптоми да се предизвикани од паразити или некое заболување да се водат како психолошки проблем? Тоа што ајде како психолог сега ќе зборувам, кога доаѓаат клиенти и зборуваат за симптомите со кои што се соочуваат, до некаде знам што може да биде резултат на органско заболување, значи кои симптоми носат некаков органицитет, меѓутоа сега не знам во која палета би влегувале
ваквите показатели или Така. реакции на некакви паразити во мозокот. Не знам, значи може да се јавуваат несвестици, може насолница, може главоболките. Така. Психосоматските болести може да се сите тука присутни. Меѓутоа мене ми е да речам најдобра пракса кога ќе ги упатам луѓето или на невролог или на психијатар, Така. за да видиме дали има тука медицинска основа и болест која што треба или состојба некоја која што треба фармаколошки да биде третирана, а не само низ Затоа психотерапија. каже клиенти, Апсолутно. не каже пациенти. Да. Аха, Јас работам со здрави луѓе. аха. Така. Ако забележам нешто дека има отстапување, тогаш ги се шалам, не. Секако, за да работам со луѓе, морам да знам дека се подготвени за психотерапија, за длабинско, да речам, надминување на некои зачитоци или корени на оние тешкотии што им се случуваат. Ако не можеме да дојдеме до тоа, тогаш постојат и другите, нели, психијатри Да. или некои состојби кои што се болести кои што ги третираат тие. Но многу често и психијатрите ќе дадат терапија, па потоа праќаат на психолог, на психотерапија, за да работиме на здравите снаги, јакнење на здравите снаги кај луѓето. Така. Деспина, многу ти благодарам. Мене ми беше многу и пријатно и тежок разговор, реално. Обично ние имаме малку повесели теми, ама ова е страшно сериозна тема. Јас се надам дека ќе допре до некаде. Можеме да се ангажираме повеќе лично јас, да се, не знам, да ги едуцираме колегите, да се поврзаме некако со хуманите доктори на оваа тема, затоа што нели кај нас стално има доктор и ветеринар. Тоа е многу различно кај нас. Се интерпретира Јајван доктор. Ајван доктор, да. А ова е една од тие теми кои што треба да се баш сплутени. Да. И Дефинитивно. можам да кажам дека ветеринарот на моето куче стварно многу ни помогна, мене многу ми помогна и Да, јас јас имаш на кажано, покот, затоа што јас буквално се подпирав на неговите совети. И дури и ми помогна за да го гледам кучето со други очи. Нели, во еден момент за мене се што беше кучешка темија, беше овакво потенцијален ризик. Меѓутоа, ете, така некако во соработка добро поминавме и да, мислам дека е добро тоа да го направите, да Апсолутно. поттикнете разработка на темава и кај хуманите доктори. Ти Фала благодарам ви многу. за разговорот, ме вративте во таа лоша епизода, добро е што сега сум добра. Така. И баш ни е драго што си сега добро и што реално таа етапа се завршила на некој начин. Се надам за Се секогаш. надевам за секогаш, да. И што И го да- Сега споделуваш. имам антитела. Да, точно. Сега Да. не имам Да. опасност. И што ни направи чест да одвоиш време и простор да го споделиме ова, па и да едуцираме некој. Да помогнеме буквално. Да, тоа ми беше една силна мотивација да луѓето слушнат, за да не знам утре некој ако им каже Simplex System. Ајде да видиме Да во размислиш. другата. Да видите што имаш. Фала ви. Фала.